Благодарам на прашањето, почитувана пратеничка Ѓевочанова. Владата е посветена на остварување на деценискиот сон на нашите граѓани во делот на создавање на модерна држава со современа развиена патна инфраструктура, која Северна Македонија ќе ја зацврсти на светската, регионална и европска, економска и инвеститорска мапа, бидејќи без инвестиции во инфраструктура од секаков вид нема ни можност за инвестиции. И затоа нашиот приоритет се реализација на крупните инвестициски проекти кои предонесуваат за зголемен и одржлив економски развој, бидејќи вложувањето во инфраструктурата представува влог во развојот на економијата. Вложуваме во проекти со кои што не само го стимулираат економскиот развој, а државата ја приближуваат поблиску до Европската Унија и до поврзување со коридорите, кои што значат зголемување на трговијата со европските држави и пред се со државите од регионот, туку представуваат и можност за зголемување на животниот стандард во регионите на државата во кои што досега немало современа патна инфраструктура во текот на сите изминати 3 децении од нашата независност. Ова најмногу поради фактот што модерна, безбедна патна мрежа насекаде во нашата држава создава услови за нови бизниси, за нови работни места и го менува имиџот на нашата држава како место со предвидлив и поволен деловен амбиент за нови инвестиции во различни сектори. Реализираме проекти кои досега беа само на хартија, со кои ги заживувавме регионите кои беа заборавени со децении. Интензивно се одвива реализацијата на најголемиот инфраструктурен проект досега, а тоа е изградбата на коридорот 8 и коридорот 10D, кои се паневропски коридори. Со извршените минирања на делниците од двата коридора, 8 и 10D, во изминатиот период практично се интензивираше изградбата на 110 км автопатишта, преку кои што за прв пат по 30 години преку нова и модерна патна инфраструктура ќе се поврземе со исток и запад. Градиме конекции со нови пристаништа во Драч и во Бургас и ги заекнуваме транспортните врски со регионот, од кои што придобивките ќе бидат огромни. Изградбата на коридорите 8 и 10D само на почетната фаза значи нови 2000 работни места, а целиот проект ќе значи нови 8000 работни места во државата, нови инвестиции од најмалку 1,3 милиарди евра и номинален раст на бруто домашниот производ благодарение на оваа инвестиција од 2% на годишно ниво во наредните 5 години. Отвораме можности со ова за наши компании и наши работници да бидат ангажирани и да учествуваат во изведбата на овој најголем и најзначајен инфраструктурен проект во нашата држава. Затоа беа организирани и саеми за вработување, со што се упати апел до граѓаните и нашите компании да не ја пропуштат оваа шанса и да се вклучат во изведбата на овој проект кој е изведен од страна, односно се изведува од страна на еден од најголемите светски конзорциуми во оваа област, Бехтел и Енка. На тој начин, преку ангажманот на наши компании и наши граѓани, средствата од проектот повторно ќе се вратат кај граѓаните и ќе останат во државата заедно со изградената нова инфраструктура. Паралелно со изградбата на овој инфраструктурен проект се отвораат можности за нови бизниси, за изградба на нови објекти од различни дејности, бензински пумпи, ресторани, хотели, одмаралишта, деловни објекти кои што ќе значат и економски развој на самите региони во кои што поминуваат овие патни правци. Сето ова ќе создаде на крајот можности за нови работни места и за жителите од овие региони каде што поминуваат делниците. Со изградбата на нова патна и модерна инфраструктура во која што ја поврзува нашата држава по коридорот исток-запад, обезбедуваме и рамномерен регионален развој, имајќи предвид дека веќе се гради експресниот пат кон границата со Бугарија. Бидејќи да не заборавиме, двата најнеразвиени региони во нашата држава се североисточниот и југозападниот, со оглед на тоа дека таму не постојала модерна патна инфраструктура со децении од причини кои што имаат длабоко политичко минато во нашето поранешно редување. Со ова практично се гради во целата држава модерна и патна инфраструктура. Ова е година на големи инвестиции кои ќе се паметат и ќе останат за идните генерации. Годинава беа пуштени во употреба магистралниот пат Куманово-Страцин
инвестиција вредна 12 милиони евра, со што го реализиравме зацртаниот проект за реализација на источниот дел на коридорот 8. Вкупната должина на патната делница Куманово-Страцин е 31 километар и се рехабилитира за прв пат после повеќе од 32 години. Овој пат никогаш досега не бил рехабилитиран, никогаш не бил проширен и никогаш не добил нов лик како што е тоа случај денес. Значи денес е рехабилитиран, проширен и комплетно саниран модерен пат кој што води од Куманово до Страцин во должина од 31 км. Интензивно се извршуваат и градежните работи на експресниот пат од Ранковци до Крива Паланка, каде што дополнително со реконструкцијата и проширувањето со трета лента до граничниот ДВ Баир со Бугарија, на источниот трак имаме комплетен патен коридор 8, каков што никогаш во историјата нашата држава немала. Кога зборуваме за експресниот пат Ранковци Крива Паланка, се работи за една исклучително тешка делница, меѓутоа граѓаните ќе се уверат дека тоа ќе биде едно од најмодерните магистрални патишта кои што ги има во нашата држава. Во Полнек се изведуваат и градежните работи на патните правци Градско Прилеп. На тој потек изведувачите веќе активно работат и очекуваме втората половина на следната година да се вози по нов, модерен и експресен пат. Со 4 милиони евра комплетно е реконструирана делницата Плетвар во должина од 3 ленти, а во овој момент работиме на постапката за изградба на трета лента која што недостасува во одредени делови на делницата кај Плетвар. Дополнително веќе работиме и на нов автопат од Прилеп до Битола, кој што е дел од големиот стратешки проект и кој што е во завршна и кој што заедно со патот кој што води од Битола до Меджитлија практично ќе значи комплетна инвестиција во нов коридор 10D кој што ќе ја поврже Северна Македонија од Градско до границата со Грција на Меджитлија. Во текот на наредните недели веќе ќе имаме и пуштање на патниот правец кој што се гради од Битола до Меджитлија. Тоа значи дека оваа влада практично комплетно го гради новото патно решение на коридорот 10D, исклучувањето кон Прилеп, Битола и патот кон Меджитлија кон грчката граница. Ова беа ветувања кои што се исполнуваат. Тука би сакал да споменам дека во текот на исто така наредната недела или две ќе биде пуштен и патниот правец кон границата со Албанија, кон Ќафасан, кој што е комплетно реконструиран и што исто така ќе представува големо одеснување за граѓаните од овој регион, меѓутоа и за брзување на трговијата и транспортот со оглед на тоа дека веќе со албанската влада воспоставивме one-stop shop систем на граничниот премит со Ќафасан, исто така како што имаме со границата со Србија на делот на Табановце. Од 2017 до 2023 година се вложени преку 1 милијарда евра за изградба и рехабилитација на патишта. Во последните 32 години во државата се изградени и пуштени во употреба 186 км автопати или по 5,8 км годишно автопат. А сега со изведбата на коридорот 8 и 10D во следните 4 години ќе се градат по 23 км автопатишта на година. Во тек се исто така изградбата на регионален пат извор Градски мост во должина од 18,8 км во вредност од 23,7 милиони евра со рок на изведба до 2024 година. Рехабилитација на регионалниот пат Велес Градско во должина од 20 км и вредност од 8 милиони евра. Рехабилитација на регионалниот пат кој што веќе го споменав Битола Меджитлија кој е во финална фаза на реализација од 12,7 км и вредност од 3,6 милиони евра. Потоа рехабилитација на регионалниот пат Подмолје Струга Ќафасан во должина од 19 км и вредност од 8 милиони евра, кој што ќе биде пуштен во употреба во наредните недели. Рехабилитација на регионалниот пат Скопје Блаце во должина од 10 км и вредност од 4 милиони евра, кој исто така треба да биде пуштен до крајот на оваа година. Рехабилитација на дел од регионалниот пат Катланово Велес во должина од 8,5 км и вредност од 2,8 милиони евра. Рехабилитација на регионалниот пат Струмица Дабиле и така натаму, и така натаму. Сите овие инфраструктурни инвестиции се траен влог кои што остануваат во наследство нивните генерации и кои што им овозможуваат да имаат полесна комуникација, меѓутоа и можности за отворање на нови бизниси и поврзување со земјите од регионот. Ви благодарам и се надевам дека сте задоволни со одговорот.